Прекрасно е да се слави Господ, нели? Да. Фала за Отец. Овој начин на музичко славење, нели, во овие услови сега како што сме, говори нешто многу подлабоко, дека не е секогаш само до техниката. Нели, супер е, се извинувам, супер е кога, нели, во Сити Хол со електричните гитари, со сите други додатоци и се е тоа супер. Меѓутоа, и во вакви услови, кога имаме само една гитара, Бог прави чуда. Бидејќи на Бог му треба понизно срце и отвореност, за да го излева она што тој го има во тој момент за своите деца. И јас лично уживам дури кога е вака. И некојаш ќе си ставиме предизвик, па може и без инструменти. Видејќи најважно е нашиот фокус кон неговото присуство. Халелуја. Ова утро ќе продолжиме во таа серија за црквата како фактор за стабилност. И баш вчера бевме собрани на женски час тука и Маја кажа добра работа дека во суштина е неисцрпно да се зборува за црквата како фактор за стабилност, бидејќи сите вие, сите ние поединечно како дел од Христовото тело, кај да сме, со когој да сме во друштво или на работа, ние сме фактори за стабилност и заради тоа неисцрпна е таа тема како црквата влијае врз стабилноста на секој еден. Бидејќи секој еден од нас ја носи таа стабилност за сите кои што се околу нас. Амен? И тоа е убавината. И заради тоа е неисцрпно, бидејќи секој еден од нас е полн со светоста на Христос, со она кој што тој е во суштина и со убавината на Светиот Дух. И заради тоа, постојано, каде да сме, со когој да сме, во било кој дел од денот, ние придонесуваме за стабилноста онаму каде што сме. Ова е нешто толку длабоко што верувам дека ќе почне да ни го менува начинот на живот, па дури начинот на кој што ние пристапуваме во молитва за другите луѓе. Амен? Бидејќи Христос нема план Б за овој свет, освен црквата. Ние сите живееме во време каде што постојано сме обкружени дека се некој прави некакви проекти. Секојаш има ваков проект, па за тој проект ќе повлече некој друг проект, па ова, па она, план А, план Б, па овој проект не успел, па чекај сега вака да видиме. Христос нема друг план за овој свет, освен црквата. И да не плаши тоа, бидејќи сме опремени со се што ни треба за живот и за положност. Амен. Јас ќе почнам ова утро со еден многу силен стих. Тоа е изјава на Христос пред неговото распнување и тоа е во Јован 16:26. И сега Исус вели вака, значи ова им го зборува на учениците. Во оној ден вие ќе побарате во мое име. И не велам дека јас ќе барам од таткото за вас во ваше име, бидејќи самиот татко вас ве љуби. Што значи тоа? Дека сега секој еден од нас има пристап до таткото директно. Видете колкава е големината каде не стави Христос. Вели, нема јас на таткото да му зборувам, еј, слушај, ај, исполни ми ја молитвата. Туку самиот татко вас ве љуби, со други зборови. Толку многу ве сака, што ви дозволи вие да општите со него. А јас ви оставам пример како да се општи со него. Бидејќи Христос беше исполнен со Светиот Дух. Христос беше целосен пример како ние сега треба да живееме. Остави пример.
Како што тој беше близок со таткото и се што правеше Христос беше инспириран од таткото, така е сега и за нас. Се што правиме ние може да биде инспирирано од таткото, бидејќи ние имаме директен пристап до него. Светиот Дух го учеше Исус како да се, како да се поврзе со таткото како човек. Заради тоа Христос не беше само Бог, туку беше и целосно човек. За ние да се охрабриме, колку е убаво да се биде близок со Господ. Истиот тој Свет Дух, што Исус го стави во позиција да биде едно со таткото, истиот тој Свет Дух сега го прави за нас. Бидејќи самиот татко нас не љуби. И во посланието на Јаков, во 1:17 вели како е опишан таткото? Таткото на светлините. Зошто е во множина? Сте размислувале ли некогаш за тоа? Зошто не е таткото на светлината, нели? Тој целиот е светлина и обкружен е со светлина, туку пишува таткото на светлините. Нашиот татко. Ние сме светлините во овој свет, бидејќи секој еден од нас зрачи со Христос. Таткото на светлините. Денес ќе поминам така повеќе Библија. Јас уживам во Божиот збор и мене ме воодушевува седа таа длабочина на Светиот Дух во Библијата. Бидејќи сакам да се охрабриме кои сме како црква во Господ. И како Господ нас не гледа како поединци кои што веруваат во Него и како поединци кои што се дел од Неговото тело. Црквата, опфаќа многу аспекти. Баш вчера тоа на женскиот час го дискутиравме и еден од аспектите е дека црквата е опишана како Христова невеста. Што се случува кога сте на свадба? Сите гледаат во невестата. Сите. Јас се сеќавам во Струга бев поканета на свадба на која што бевме 760 гости. И толку бевме многу гости што двете сали во Хотел Дрим беа зафатени со нашата свадба. И знаете што се случуваше? Кога дојдаа луѓе подосна на свадбата, не беа присутни на сите тие церемонијали, и дојдаа директно во салата. И се нормално во едната сала невестата зетот со сите најблиски, сега нормално, пошто бевме многу гости, 760, во двете сали, и тие што дојдаа подоцна на свадбата, беа во другата сала, знаете што им беше првата работа? Да ја видиме невестата. И сега многу интересно, Светиот Дух ја споредува црквата со невеста. Целиот свет да гледа во невестата и да се восхитува на незината раскошност. Бидејќи искрено, јас како женско, кај невестата секојаш ме воодушевува белиот фустан. Белото е символ за праведност и за светост. И токму тоа го гледаме на свадбата. Сакаш да го видиш фустанот каков е раскошен. И сега Светиот Дух ја споредил црквата со невеста, а самиот тој со младоженец. И знаете што е интересно, без оглед што беше фрапантна бројката 760 на македонска свадба, тоа се многу пари. Значи, голем трошок. И знаете што? Сите јадевме најубаво јадење заради невестата и зетот. Тие снабдија. Ме разбирате што сакам да кажам? Во црквата се излеани сите ресурси за овој свет да прими изобилно. Бидејќи му припаѓаме на татко кој што е татко на светлините. Сите беа нахранети и тоа, замислете, не беше тоа граф на брзина, него јадењата беа спремени со гарнири, со онака, навистина беше посветено внимание на изгледот, а камоли на вкусот. И сите ние јадевме
бидејќи некој го обезбеди тоа, а тоа беа зетот и невестата. Заради нив, заради Христос и црквата, овој свет ќе добие она што му е потребно, бидејќи црквата е тука. Кога мноштво го следеше Исус, и нели пишува во Библија на две инстанции дека се собраја 5000 мажи плюс жени и деца, а на друго место во друго евангелие пишува 4000 мажи плюс жени и деца. И што се случи? Бидејќи сакаа да го слушаат Христос и она што тој има да го каже, нели, дојдоа на пусто место каде што немаше апсолутно начин како да се најде храна за сите тие мноштво од луѓе. И доаѓаат апостолите, учениците на Христос. И во нивното сочувство, има разлика помеѓу сочувство и емпатија. Сочувство е кога сочувствуваш, но не можеш да помогнеш, бидејќи си обременет од тежината емотивна на другите, а емпатија е кога нудиш решение. И доаѓаат учениците со сочувство нака, леле, господаре, учителе, распушти ги, нека си одат по околните села, гладни се, немаме што да им дадеме, да онака народски, нели, најновата струшка и охридска финта. Исусе, немат за јадење. И онака, Исус, немој да немат, мој само да имат снемано, ама не се секирајте вие. И многу е интересно што Христос вели, вие дајте им да јадат. Како? И многу интересно што, нели, се наоѓа тука детенце со 5 риби и 2 лепчиња и му ги принесува на Христос, и во двете инстанции во различните евангелија е забележано дека Христос го раскрши лебот, го благослови, нели, се помоли и им го даде на учениците тоа што го благослови. Знаете што? Кај учениците почна да се умножува лебот и рибата, не кај Исус. Во моментот кога почнаа да даваат. Во моментот кога почнаа да им раздаваат на гладните, тогаш тоа се умножи. Не во рацете на Исус, во рацете на учениците кои што истапија во вера. Дури може не беа ни во вера, онака, ние ќе правиме што ќе ни кажеш ти, Исусе. Не размислува дури ни дали имаат вера колку си напово зрно или не знам што, едноставно го зедоа тоа што Исус им го даде и почна да го раздават. Во нивни раце се умножи она што Христос им го даде како храна за другите. Што сакам да кажам со ова? Ние сите во нас го имаме Светиот Дух. И сите ние во нас поседуваме богатство, така сме опишани во Библија. Во нас, ние како земјени садови, кои што се сега осветени за почесна примена, ние го носиме богатството славно на Христос во нас. И ние мислиме дека нема што да дадеме на овој свет. А Евангелијата сведочат поинаку. Целиот Нов Завет сведочи поинаку. Запамтете, во рацете на апостолите храната се умножи. Во рацете на учениците, кога почнаа да даваат. Кога одлучија да го примат она што Христос им го даде и да кажат, окей, ако тој кажа, ние да им дадеме да јадат, ќе го направиме тоа. И почна да се умножува. И што се случи? Останаа 12 полни кошеви остаток. Детето даде само 2 лепчиња и 5 риби. Си отиде дома со 12 кошеви. Треба да почнеме малце да си го менуваме мислењето како Господ не гледа. Малце повеќе. Често пати ние се гледаме поразително во споредба со сето тоа што се случува во светот. Меѓутоа, факт е дека ние треба да си го смениме мислењето и да го прифатиме како Христос ја гледа црквата. Знаете, низ овие 21 година во Господ, многу често сум слушала како, нели, кога се евангелизира на улица мисионерски тимови и сето тоа, како стихот од Откровение 3:20 им се цитира на неверници.
Господ стои пред вратата и чука. Ако му отвориш, ќе влезе и ќе вечера со тебе. Знаете што? Христос тоа го кажа за црква. Во суштина, таа специфична црква, црквата во Лаодикеја, беше таа која што го држеше Исус надвор. И црквата во Лаодикеја го слушаше тропањето на Исус, пошто Исус на црквата во Лаодикеја тропаше: отвори ми да влезам. Што значи тоа? Многу често ние со нашите ставови како го гледаме Христос или како мислиме дека Христос ја гледа црквата, ние го чуваме надвор. Сме му затвориле врата. Меѓутоа, тоа не треба нас да не обесхрабри, туку напротив да не охрабри да бидеме отворени и да му кажеме на Господ: добре дојден си овде, свети душе, да ти мене ми го обновуваш умот и сите работи кои што биле погрешно зачнати во мојот ум да ти ги смениш, за ја да бидам отворен уште повеќе за оно што ти го имаш за мене и за овој свет преку мене. Зошто Светиот Дух е наречен охрабрувач? И да сме го оставиле надвор, можеме пак да му отвориме врата, бидејќи што се случува? Исус вели: ќе влезам и ќе вечерам со тебе. Што се случува кога јадете со некого? Многу сте опуштени. Кога јадете со некого, многу сте опуштени. Исус најголемите, како да кажам, тајни ги откри за време на вечера која беа прилегнати онака во опуштена атмосфера, затоа што тоаш немало вакви високи маси, нели, со 6 и со 12 столови за послужување за шведска маса, него било на земја прилегнати, биле на малечки нискички софри. Значи во полулегната состојба јаделе. И опуштен си, не можеш да си стегнат кога си така прилегнат на трпезата. Исус ја објави Господовата вечера прилегнат на трпезата заедно со своите ученици и други работи додека вечера, кога беа најопуштени. Затоа Исус чука на вратата и вели: ако ми отвориш, ќе влезам и ќе вечерам. Не вели Исус: ќе ти се втурнам, има да ме прифатиш и готово. Не. Добар е, нежен е, джентълмен е, екстравагантен е. Екстравагантен е во своето однесување кон нас. Како да не го сакаш? Исус има навистина сосема поинаква слика за неговата црква. Не би ја нарекол невеста која имаше различно мислење. Ниедна невеста не сте виделе на свадба извалкана. Него е најдотерана со сите детали. Море такви убетчиња, па ланче поинакво, па прстенче, па сите детали се запазени, ниедно влакно, ниедна локна не е надвор од местото, се е скоцкано и средена. Бидејќи Христос својата црква ја направи света и непорочна. И затоа во нормалната физичката свадба невестата е таква каква што е. Не можеш да му избегаш на Господ. Сегде се вткајал со својата замисла. Во Псалм 47:9 има многу интересен стих, вели: штитовите на земјата му припаѓаат на Господ и Господ е високо издигнат. Ја се согласите со мене, многу необичен интересен стих. Штитовите на земјата му припаѓаат на Господ. Сега, откако почнав да читам Библија, кога почнав, нели, кога станав христијанка пред 21 година, низ годиниве натака многу работи почна да ми се разјаснуваат и да ми се зацврстуваат и, нели, знаете, пред неколку години цел свет беше обременет од стравот дека озонот ќе ни отиде како штит. И
сите ќе отидеме јабана, ќе не испржи сонцето и ништо од нас нема да остане. И нели тоа е толку силно и толку нападно и цело време се зборува за тоа што луѓето, тие што имаат некаква поголема грижа за околината и за животната средина, премираат од страв дека готово. Планетава Земја сега ќе биде спржено јагленче заради тоа што озонот ќе ни го снема. Ако озонот е штит, тогаш сите штитови му припаѓаат на Господ. Спите си мирно, немајте гајле од глобално затоплување. Господ го има последниот збор. Не политичарите. И најинтересно е, се сеќавам во моментот кога го прочитав овој стих и се охрабрив онака викам, мака, зошто да се нервирам ја, да се секирам дека озонот ќе ни појде готово, леле, која во Библија си пишува. И пуштив телевизија и знаете што, најдов на документарец кој што го зборуваше обратното од ова. И знаете што, Светиот Дух ми рече, што ќе одлучиш сега да веруваш? Науката, која што е поддржана со докази, нели, се топеле северниот и јужниот пол, нека се топат, пак ќе се оформат. Господ го има последниот збор. Бидејќи штитовите на земјата му припаѓаат на Бог и Бог е високо издигнат. Во Битие 8:22, знаете што пишува? Се додека постои земјата, ќе има време на сеидба и на жетва, дожд, снег и жега, ног и ден. И тоа никогаш нема да се измести. Сега кому ќе му веруваме? На тие политичари кои што велат готово за 200 години ќе не снема? Или на Бог? Друг аспект на Псалм 47:9, штитовите му припаѓаат на Господ. Што имаме јас и ти како штит? Штитот на верата. Му припаѓаме на Господ. И дури кога мислиме дека не можеме да го кренеме штитот, Бог вели, тој штит е мој. Мене ми припаѓаат штитовите на земјата. Јас сум издигнат. Халелуја. Добар е Господ. Добар е Господ. Прекрасен е Господ. Прекрасен е Господ. Сега некој ќе праша, ама како е ова практично, нели, ова надеж што ние ја имаме или ова што го слушаме цело време за црквата, како практично, глеј свето, влудница е. Да, е лудница заради тоа што не го слушаат Господ или не се блиски со Господ. Ама не е крај на светот. Да, тешко е. Да, има притисоци. Да и да. Но Бог е издигнат. Во 1 Коринтијани 12, нели, таа позната глава кај што Христовата црква е опишана како тело, и нели сите ние сме органи еден на друг, вели, без разлика колку и да сме, заради Христос, сите ние сме едно тело во него, нели тоа е главата, а сите ние сме си органи еден на друг. И сите се напојуваме од Светиот Дух. Јас и Зоц не се договаравме денес воопшто, јас ниту знаев кои песни ќе ги пее. И Зоц ја пееше Свети Душе ти засити ме. А во 1 Коринтијани 12 во 14 стих вели, и сите ние сме напоени од еден издух. Тој е тој наш што ни ја заситува жетта и гладта. Без разлика какви да сме или колку и да сме различни, ние сме напоени од еден ист дух. Светиот Дух, оној кој што живееше во Христос. Од истиот Дух ние сме напоени. И сега практично во Псалм 46 вели, Господе, ти ми даде отворено уво. Кога одиш на работа или кога одиш на факултет, бидејќи во Библија е напишано, или кога одиш во средна школа или на тренинг, што и да е, во Библија е напишано дека Господе, ти ми даваш отворено уво за да слушнам. И кога одиме низ нашето секојдневие, окей, Свети Душе,
Што имам ја да слушнам за мојот колега на работа или на факултет или за мојот соученик на школа? Бидејќи ни дал отворени уши и бидејќи сме напоени од неговиот дух, ние ја имаме способноста да слушнеме работи од Светиот Дух за сите тие што се околу нас. Затоа црквата е фактор за стабилност, бидејќи знаете што, луѓето што вие поединечно ги знаете, не ги знам јас. Не ги знае Зора. Не ги знае Иле или било кој. Вие ги познавате. И затоа вие сте фактор за стабилност во нивниот живот. Бидејќи вам ви се дадени на доверба. Јас не ги познавам. Нашите најблиски. Јас не ги знам вашите најблиски роднини, ниту па вие моите. Меѓутоа, затоа црквата е фактор на стабилност, бидејќи секој еден од нас е оспособен да го чуе Светиот Дух за секој еден од нив. Знаете што? Во моментов, сите тие што се околу нас, дали блиски роднини, дали најблиско семејство, пријатели, знаете што? Во моментов, немаат никој друг во нивниот живот кој што ја знае Божјата вистина за нив, освен вие. И јас. Сите ние заедно. Тие луѓе во нашите животи моментално немаат никој друг кој што ќе им ја каже која е Божјата вистина за нивниот живот. Затоа ние сме фактор за стабилност како црква. Бидејќи Господ ни ги отвори ушите да чуеме свети работи, бидејќи Светиот Дух зборува свети работи. Дури за тие што некојаш нагла ќе ни се качат. Светиот Дух има свети работи да ни каже за нив. Знаете што? Во такви моменти подобро кажете, леле, Исусе, не можам, не ќам да се мафтам, прости му, не знаеш оправи. Отколку да се молиме молитви од гнев, каде што стојалиштето ни е гнев и љутина. Но, ние сме од таа причина фактор за стабилност, бидејќи во нивниот живот нема некој друг кој што ја поседува вистината за нив. Сакам да прочитаме 1 Коринтијани 12. Ви реков ќе прочитаме повеќе малце поголема порција на Божјото Слово. Но подобро тоа нека одекне отколку нели само мои зборови. 1 Коринтијани 12. – 27 до 31. Вели: а вие сте Христово тело, поделно членови органи еден на друг. И Бог ги поставил различните поединци во црквата. Прво апостоли, второ пророци, трето учители. Потоа вели чудотворни сили, па дарови за исцелување, за помагање, за управување или администрација, разни јазици, и се вели: сите ли се апостоли, сите ли се пророци, сите ли се учители, сите ли се луѓе кои што имаат дарови за чуда и знаци, сите ли зборуваат различни јазици, сите ли толкуваат јазици, и се вели: туку копнејте ревносно за повозвишени дарови. И кога го прочитав дома овој стих, викам: чекај Исусе, кои се тие повозвишени дарови за кои што јас сум повикана да копнеам? А што може да има повозвишено од пророштво, од поучување во здравото Божјо Слово, од помагање и управување, добра администрација, од грижа за другите, воскреснување мртви, нели чуда и знаци, исцеленија на најразлични болести? Што може да биде повозвишено од тоа? И Светиот Дух ме изненади кога ми кажа: луѓето околу тебе се дарови во овој свет.
И знаете што? После овој стих следува најпознатата и најцитираното поглавје во Библијата 1 Коринтијани 13 за љубовта. Кај што вели да зборувам на сите јазици, па дури ангелски, ако љубов немам, сум бакар што звони и цимвал што звечи. Ако ги знам, нели, ако имам вера гори да преместувам, и ако го дадам целиот имот и моето тело за сиромашните, ако љубов немам, ништо не ми користи, ништо не сум направил. И во целата таа глава ќе наидете на еден стих, односно 7 стих, 1 Коринтијани 13:7, кај што вели: љубовта на се верува и на се надева. Не на тоа што ви се сервира на телевизија. Не на се тоа што се сервира на социјалните мрежи. Не на сето тоа што ќе го чуете од вашите колеги, ја носи страв. Не. Воопшто не станува збор. Љубовта на се верува во она што Господ го кажува за луѓето за кои што се молите. Вашата љубов во вас треба да верува на се што Господ ќе ви каже за оние за кои што се молите. Бидејќи Господ има совршен план за секој еден од нас и за сите тие околу нас. И ние на тоа треба да веруваме. Се што Светиот Дух нас ни кажува за луѓето за кои што ние се молиме. Давид во Псалм 119 стих 116 вели: Господе, те молам, не дозволувај да се засрамам, бидејќи имам надеж. Со други зборови, Давид им зборувал на луѓето: ја имам надеж во Господ. Ама во скришното место му велел на Господ: леле, само немој да дозволиш да се усрамам. Никако. Немој да дозволиш да се усрамам пред луѓево, пошто цело време им зборувам дека имам надеж во Господ. Само немој да дозволиш да се усрамам. Леле Исусе, леле Господе. И тоа е во Стариот Завет, нели, Псалм 119, стих 116. За во Новиот Завет, во Римјани 5:5, да имате гаранција од Светиот Дух дека надежта никогаш нема да ве посрамоти. Во Стариот Завет Давид не беше сигурен и го молеше Господ: леле, само да не се усрамам. Во Новиот Завет Светиот Дух нас ни даде гаранција. Љубовта на Светиот Дух е излеана во тебе и вели: и сега надежта нема да те засрами и да те разочара. Воу! Силна. Многу, многу силна. Ке ви прочитам уште неколку стиха за крај. Колку време зборам? Немаш. Океј. Неќам многу да пошто сепак да се задржи концентрацијата. Во Псалм 48:2 вели: колку е прекрасно издигната твојата радост низ земјата, Господе. И сега се вртиш околу тебе, светот е во паника. А во Псалмот пишува дека радоста на Господ е издигната низ целата земја. Како е тоа можно? Заради црквата. Бидејќи само црквата вкусила што е вистинска радост. Светот не знае радост. Светот знае веселост. Нели, на англиски happenings, случувања, happiness, веселост, поврзана со случувањата. Меѓутоа, радоста е квалитет на животот. Радоста е спознаена благодат по дефиниција. Бидејќи е истиот корен на зборот од благодат и радост во грчкиот збор. Кара и карис. А што значи тоа? Само црквата спознала и вкусила дека Бог е добар и е способна да се радува и таа радост да ја однесе во светот. Затоа во Псалм 48:2 вели: колку е прекрасно издигната твојата радост, Господе, низ цела земја. И во истиот Псалм од 12 до 14 стих вели: оди и прошетај околу Сион.
Нели во Стариот Завет Сион била гората каде што Господ се објавувал, така? Тоа е слика за црквата, бидејќи Господ се објави во црквата. И се вели, оди прошетај околу Сион и изброј ги нејзините кули. Како Скопсково, Кале и Охридсково што ги има тие на тврдините посебни кули, стражарски. И вели, види ги нејзините одбрамбени ѕидови, за да и кажеш на следната генерација каков е Господ, нашиот Господ, за секогаш, и тој ќе не води за секогаш. Што се случува кога си на Кале, ако сте биле на Скопсково Кале? Се гледате под вас, поготово на тие стражарски места, тие кули и тие бедеми и одбрамбени ѕидови. Вели, прошетај се по тие одбрамбени ѕидови, види ги тврдините, каква е ова гора Господова. Значи, види со што е црквата опременета, види какви дарови има црквата и е способна да го заштити овој свет и да донесе промена. Види ја само со што е опремена. Што значи тоа? Бог нас не поттикнува. Копне за повозвишените дарови. Гледај преку Божите очи тоа што ти е пред тебе, тие луѓе што ти се дадени. И размислувај како што јас размислувам. Многу прекрасни стихови кои што на вистина се надевам дека ќе си ги земиме како охрабрување. Бидејќи не е ова теорија. Знаете, кога во вашето секојдневие што и да правите, вие сте опремени. Вие имате да им дадете на луѓето да јадат не само физичка храна, туку го имате Господ кој што ве оспособил и опремил. И затоа Христос и нам може да ни каже: вие дајте му да јаде на светот. Вие дајте им да јадат на оние што се околу вас. Бидејќи јадењето се умножи во рацете на учениците. Не го заборавајте тоа. Ве благословувам и фала ти Исусе. Фала ти Исусе за честа да се биде дел од твојата црква. И фала ти што твоите очи се насочени, Господе, кон твојата црква. Твоите очи се насочени кон она што ние го правиме во нашата секојдневие. И Господе, јас ги благословувам сега сите присутни тука и сите оние кои што не следат на социјалните мрежи. Благослов. Благослов во името на Христос. Благослов во името на Христос врз твоето секојдневие. Халелуја, фала ти, Господе. Фала ти, те благословуваме. И сега ние, Господе, декларираме вистината твоја да дојде во животот на секој еден што слуша. Во името на Исус. Фала ти, Господе, Боже мој, да секоја една скапоцена душа те чуе тебе преку сон, преку наше дружење, Господе, на било кој начин. Ние го благословуваме Твојот збор во нивните животи, Господе, Боже мој. Бидејќи Твојот збор Ти ќе направиш да даде плод. Во името на Исус. Амен. Изобилен благослов.